Уцени, притисоци за вработување, подкуп на гласачи, злоупотреба на деца, дискриминација по етничка основа, злоупотреба на јавната администрација. Повеќе од 1000 дојави за изборни неправилности и прекршување на законот бележи невладината Цивил, која во соработка со Институтот за развој на заедницата во Тетово ги представија овие нерегуларности. Почнувајќи од уцените и притисоците на ниво на вработување, ветувања за вработувања, ветувања за пари, подкуп на гласачите, дали во парични средства или со плаќање на нивните сметки, понатаму злоупотребата на младите и децата и младите вистински голем проблем, распространета е во сите општини во Република Македонија и тие се вклучени во партиските штабови, вклучени се во онлайн активизмот, партискиот онлайн активизам, кој меѓу другото генерира огромна доза на говорна омраза, која секако дека мора да се спречи уште веднаш, односно час поскоро. Сметаме дека злоупотребата на децата и младите ќе донесе сериозни последици на долгорочна основа. Од Цивил предупредуваат дека дискриминацијата по етничка основа може да предизвика безбедносна криза. За државната администрација велат дека практично не работи. Министрите, раководителите, државните службеници се ставени во функција на изборната кампања. Сериозна дискриминација и сериозна етноцентричност, односно национал-шовинизам во однесувањето на политичките партии во изборната трка. Ова е нешто што ќе предизвика исто така долгорочни последици врз земјата и можно е да имаме сериозна безбедносна криза доколку ваквите проблеми и тензии се продлабочат. Практично администрацијата во Република Македонија не работи. Имаме ситуација во која гледаме дека административците на локално, административците на државно ниво, понатаму министрите, министерствата, вработените во министерствата, исто така се вклучени во оваа изборна трка на локално ниво, што на некој начин ни покажува дека ова се само не локални избори, секако дека е кршење и на изборниот законник и воопшто на сите принципи за демократски и фер избори. Проектот Слободни и ненасилни избори е со цел да се превенира насилството во изборниот процес и да се зајакне свеста за демократската култура. Да ги охрабриме на граѓанките и граѓаните да гласаат слободно, без притисоци, без да имаат било каков притисок врз нивната слободна волја да гласаат за онаа опција која што најмногу им се допаѓа. Се разбира, во текот на спроведувањето на овој проект кој официјално започна на 17 декември минатата година, ние досега преку нашите работни групи за превенција некаде околу 130 луѓе донесоа многу информации, може да се каже дека има над 1000 дојави за изборни нерегуларности, прекршување на изборниот законник и друг вид притисоци над граѓанките и граѓаните, односно гласачите во Република Македонија. Постои начин сето ова да се санкционира, но од Цивил велат дека најважно е да има политичка волја да се запре со ваквите практики. Се надеваат дека прекршителите на изборниот законник ќе одговараат пред законот.